Добро е во да му посакаме добре дојде на председателот на Социјалдемократскиот сојуз, кој што во секоја прилика е тука со нас присутен и за време на извршувањето функцијата премиер и веројатно сега во предизборието при концепирањето на програмата. Ние сме секогаш спремни за диалог, а управниот одбор на комората утврди своите ставови што ќе барат политичките партии кои ќе дојдат на консултации тука. Така да предлагам да го слушнеме гостинот, а после ќе ги изнесам јас и нашите стави. Благодарам прво почитуван председател на Стопанската комора, почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Знаат и граѓаните, а и вие новинарите, веројатно и најголемата комора во нашата земја информирана. Ние сме во подготовка на нашата изборна програма, која што веруваме ќе стане владина програма. Во духот на консултациите секако тргнуваме во една постапка на консултација на многу организации, здруженија, сојузи, комори, синдикати и сите други, заради тоа што политичките партии ги представуваат своите ветувања, своите видувања, а секако ние сме свесни дека ниту сме најпаметните, ниту најупатените, затоа сакаме ни се еден инклузивен процес, навистина да ги вградиме сите оние важни, добри работи кои што практичарите во секојдневното нивно работење ги имаат увидено, а би можеле да бидат наша водилка и главна преокупација во наредниот 4-годишен период. Така да денеска тргнуваме, како што реков, со најголемата комора. Ние со Стопанската комора на Македонија имавме одлична соработка како влада, додека имав честа да извршувам премиерската функција. Впрочем и програмата на владата беше создадена во најголем дел од економските аспекти токму од коморите, а пред се од Стопанската комора. Имплементацијата е сериозна во бројки и во реализација, имаме многу што уште да реализираме, имаме многу што уште да учиме. Како го дигаме нивото на развој на нашата земја, така и потребите стануваат се повеќе. Сакаме да создаваме една креативна економија, една модерна дигитална економија, која што дефинитивно ќе значи и современа економија на третата деценија на 21. век. Верувам дека имаме многу што да научиме. Јас сум денеска дојден да ги продолжиме разговорите кои што секогаш сме ги имале, на основа на соработка и партнерство, затоа што власта, владата, преку тоа и политичките партии сме тука да слушаме, да служиме и да споделуваме наши разгледувања, но пред се денеска сме овде да слушнеме од Стопанската комора тоа што ни е потребно, да разговараме до денеска и во периодот пред нас, па дури да замолиме и за одредени писмени материјали, сугестии, заради тоа што оваа комора има сериозен капацитет, работи со сите институции, ги знае сите предности на економскиот систем на државата, но ги знае и сите слабости на кои што треба во периодот кој што предстои пред нас да се фокусираме. Така да денеска сум овде со неколку мои соработници, председатели на комисиите на Социјалдемократскиот сојуз, пред се од областа на финансиите, на енергетиката, со кои што заедно преку представници на Стопанската комора ќе можеме да ги разглобиме, да ги разгледаме сите работи, но и да побараме помош, поддршка и сугестии во градењето на програмата, која што сакаме секако во соодветен период да ја представиме пред граѓаните како наш збор, како наше ветување, верувајќи дека тоа ќе биде идната владина програма. Добро, ние во два дела можеме да кажеме дека ќе биде поделено. Она што ќе го упати управниот одбор кој што го усвои и она што ќе го слушнеме директно од стопанствениците, бидејќи ви инсистирате да ги слушнете, тие се денес тука и ќе го концепираат во нашиот дел донесување на национална развојна програма, план за 2020-2030 година, во кој што ќе бидат концепирани барањата на бизнисот, поддржани од сите релевантни чинители на градењето на економските политики. И во вториот дел, она што сакаме да го видиме, сакаме да видиме една ситуација во која што приближувањето кон Европската унија нема да носи нови обврски на компаниите додека не станеме членки.